Почитувани, од своето осамостојување, Македонија денес има историски највисок долг на централната влада. Тоа се неверојатни 3 милиарди и 300 милиони евра или долг од уште поневеројатни 41% од бруто домашниот производ. Министерството за финансии денес ќе мора да го објави овој историски податок, најверојатно до крајот на работниот ден. Долгот на централната влада во Македонија бил повисок само во 2001 година во времето на воениот конфликт. Ако се земе во предвид јавниот долг, односно долгот на централната влада заедно со долгот на општините и јавните предпријатија, без долгот на Народната банка, имаме уште еден историски рекорд. Со последното задолжување од 500 милиони евра, јавниот долг изнесува историски највисоки 4 милиарди и 200 милиони евра или фантастични 52% од бруто домашниот производ. Власта на Никола Груевски успеа покрај ова да постигне неколку други рекорди само за 6 месеци од 2014 година. Поводиме, до јуни владата реализираше историски највисок дефицит за едно полугодие, значи за 6 месеци, од неверојатни 240 милиони евра. Тоа значи дефицит од 3% од бруто домашниот производ за 6 месеци. За подсетување, тоа е дозволениот максимум на буџетски дефицит кој е пропишан за земјите членки на Европската унија и за кандидатите за цела година. За да биде парадоксот поголем, истата власт на Груевски, која што за половина година го достигна овој дефицит, предлага уставни ограничувања на дефицитот на 3% за цела една година. Понатаму, до јуни власта на Груевски оствари и историски најголемо потфрлање на вкупните приходи во буџетот, кои се помали за дури 178 милиони евра за планираното полугодие за 2014. Сега станува јасно зашто се воведува врската за плаќање на придонесите на хонорарците, зашто ќе се воведува ДДВ, односно зашто малите компании ќе стануваат ДДВ врзници, зашто скокнаа цените на регистрациите и патарените за вонредни 30%. Очигледно дојде време за плаќање на сметките од погрешните и манипулативни политики на власта на Груевски, што натоварија милиони давачки на грбот на граѓаните. Овој пат предувањето не доаѓа само од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Пред некој ден со истите процени, со истите овие бројки се огласи Меѓународниот монетарен фонд. Речиси истовремено 3 големи земји, САД, Велика Британија и Германија, директно и синхронизирано излегоа со критики за фискалната политика во Македонија, отворено изразувајќи загриженост за одржливоста на долгот и затвореноста на власта за објавување на реални и вистински податоци. Пораките се пратени, од Груевски неговата влада се бара реалност. Од тука, за почеток повикуваме Ставрески и Груевски да не манипулираат, туку да соопштат отворено пред граѓаните во Македонија колку е сериозна ситуацијата со задолженоста на државата. Во меѓувреме, бараја се откажат од нивните игри на фалсификати и манипулации со процената на бруто домашниот производ. Имено, само лани таквата манипулација значеше намерно надуван бруто домашен производ од 300 милиони евра. Бруто домашниот производ за 2014 година мора да остане проектиран реално, и тоа на висина од околу 8 милиарди и 100 милиони евра, како што всушност самиот Ставревски го проектира во сите документи до денеска за 2014 и како што ММФ во сите своји извештаи го прави за оваа година. Благодарам. Евентуално ако има некои прашања. Па мислам дека зборувате за тоа што со измените стануваат ДДВ врзници по малите компании. Вчера тоа имавме реакција на тоа. Во еден дел од самата овој прес кажуваме дека тоа е очен потек во кој што едноставно се бараат начини како, и тоа во овој период сега пред одморите, згуснато да владата најде различни начини како ќе го полни очигледно колабираниот буџет. И нема ништо друго. Нема никакво оправдување дека тоа значи некаков
чекор напред да не постои нелојална конкуренција. На крајот на краиштата, ако тоа било нешто што значи нелојална конкуренција или пак нешто што е пракса во западните земји, зашто некој не го направил овие 8 години и зашто тоа го оставал да биде така. Значи чисто само начин како да се исцрпат средства од помалите компании. И ќе влијае многу негативно на малите бизнеси. Пред се, заради тоа што можеби мерката би била нормална и не би предизвикала ништо посебно, ако се работи за држава која што редовно го врши повратот на ДДВ. Тоа не е состојба во Република Македонија под оваа влада.